И ова ги нарушува синџирите на снабдување, мислам. Тие се веќе нарушени со пандемијата, со сите аспекти, но ова дополнително прави проблем и вистина не верувам, можеби некој ќе инвестира, не векам, не. Меѓутоа дека сега толку многу, затоа што гледате треба да ги платите тие работници таму. Американската работна сила не е цената како што е на таа во Мексико. Значи не е конкурентна, мислам. Не за многу производи, апсолутно не. За некој да, значи за некој да, не може да за сите и вие вештачки да кажете, оти никогаш не биле добри тие решенија кога државата се меша и кажува сега тоа ќе го произведувате. Или имате конкурентска способност, или немате. Но има начини како може да ја стекнете, меѓутоа деиндустриализација, тоа не е работа од овој век. Работа на овој век се услуги, технологија, мислам во тие други гранки каде што тие се исто хегемони, мислам, стварно владеат со светот. Се друго што е американско, услуги, Microsoft, Google или слично, дури Макдоналдс, Starbucks, Coca-Cola, тоа се друг вид на производи. Тоа не е произведено во Америка кое се извезува, тоа се претежно или услуги или Макдоналдс. Имаме ресторани низ цел свет, тие се најголеми брендови во светот, но не се произведени од Америка за извоз. Многу е различна нивната структура од европската или од кинеската и заради тоа не само автомобилската, многу други од индустриите во светот ќе треба да се ребалансираат со